имбецилно до гениалност. Многу си го сакам овој термин. И многу го употребувам. И многу е на место. Имбецилно до гениалност. Знаете кога е нештото имбецилно до гениалност, морам да ви кажам со примери. Пластични. Например, правиш криминал, переш пари преку канцерогениот мазут, криминалот е 168 милиони евра. И таман јавноста, што не знае како да врзе крај со крај од први до први, што не знае како ќе преживее, едина забава у живот и очекува вака како ќе налетаат на нешто за што постоеле сомнежи дека се правеле криминали, за некои фамилии што правеле криминали, врзани со други фамилии, кои што направиле милиони, милиарди поправо за кратко време, дури и милиарди. Иако звучи смешно за наши услови македонски дека некој милиардер, но има милиардери. Буквална смисла на збор. Зборам во евра милиардери и во долари, не во денари. И пука скандалов, полиција иде ги апси, прави претреси. Пази, полицијава не се идиоти. Има, значи, кога ќе тргнат више да те апсат, поготоа сега како што е ситуацијава, значи да со докази да апсат. И ги апси, и народов шо не знае како да врзе крај со крај у месецот, абе ужива, бе, едва е чека ваквите големи глави фраери кои ќе паднат. И вика, леле, супер, абе оргазам, ау, да, превртуваат вака очи, вика, ете, нешто сега храна за јавност, иди у затвор. И гледаш, главниот играч не иде у затвор. Иде пред судија, како го вика тоа многу ме смешно, судија на предистражна постапка. И овој го пушта у домашен притвор, у куќен притвор поправо. Пошто не постоела опасност да влие на сведоци, не постоела опасност да ја напушти државата, немек земени му се патните исправи, и он иде у куќен притвор, значи пак си иде дома. Краде 160 милиони евра и место да идеш она штенара на, каква штенара, па ја глупости зборам, денеска какви хотели, штенари, хотели за кучиње има, за тоа после ќе ви кажам што е друго имбецилно до гениалност во врска со овие штенариве. И место да иде таму у шутка, кај Муса звани Дестројер, што за 50 евра и шише зејтин може многу лесно да ти покаже некои земни убавини, што немаат врска со 168 милиони евра. Но, и место да иде тамо, они го пуштаат у домашен притвор. И знаете како сега јавноста ние што не едва врзуваме крај со крај си речи, едва чекаме, леле, пуци сега, за мој ме повуци ќе биде, пуци, за мој ме повуци, кур, па него го повуцуеш за ова, место он нас како јавност да не овакво, да не повлече за тоа. Иде у домашен притвор, значи пак е дома, обкружен со домашните, со мајка му, татко му, жената му, децата му, кучето му, мачето му, папагалот му. Ако чуваат уште некое домашно животно, и тоа му. Топ му е, пошто не, он не може да влие на сведоци. Со 168 милиони украдени евра, он не може да влие на сведоци.
Ја можам да влијам на сведоци. Ако влезам се у банка со качулка, со фантомка, со пиштол на вода и им кажам, дајте ми тоа се што имате тука у касата, у фиоките под тоа пултот. Не нешто сев да отвараат, не бе ми се брза, дајте тука што имате. И ако не приметат дека пиштолот ми е на вода, ќе ми извадат тука што имаат у близина, колку имаат тука, поима немам, 5000, 2000 евра, не знам колку чуваат тука, пред да идат у сев да отварат. И ќе ми ги даат тие, и на искачање ќе ме уапсат. Ја кидам у 30-дневен притвор у шутка. Освен, нели, пошто кој ќе тргнам тоа фантомката, нешто ако ме видат, ја бе, овој глумецот бе, што јаде говна по Фейсбук, да бе, види тука дали е осудуван, не е осудуван, да бе, ајде, јавна личност е, бе, овој може да го пуштиме у куќен притвор, и тоа со притисок, со адвокати, со ова, со она. Нели, ако си нешто познат, па имаш адвокати, па може пак, нели, со додавки некој тука, па пак да те пушти. Ама е тешко замисливо. Ти се дешаваше тука и кај нас и кока, шверц, па у куќен притвор, па вама тамо. Нема везе. Значи, овој со 160 милиона не може да влијае на сведоци. Ја ќе можам да влијам. Пример, да не сум толку светски глумец познат. Ке ме бапнат у шутка. Али овој не може да влијае. Пуци, пуци, замој ме повуци. Тој не може да влијае. Абе, со 168 милиони евра украдени. Знаете како? Можам да го натерам папата да се измочи од керамидите на Свети Петар и да почне да вика од озгора, јас сум Васка Илиева напред Вардар. Толку можам да влијам. Тоа е имбецилно до гениалност, мојот термин. Се однеша, нели, на судијава, на ова, на она. Затоа е довербата у судството 1%. За ова е 1%. Меѓу другото. Он не можел да влија на сведоци. Он со толку пари може да го снема уште следниот саат кога ќе дојде дома. Малци од кај нас така кидна и живеат у странство, уште не се вратени. И текно е на последнава побегуја. Артанчо, шо му фали, бе? Шо му фали? Со многу пари сегде можеш да си ја купиш слободата. Ако имаш многу пари. И ке си ја купиш. Па сега јебега, нема да се курчиш, нема да можеш да бидеш вице-премиер, да играш фудбал у некој министерство тамо, нема да можеш да се курчиш по скопскиве хотели елитни, да прцаш млади манекинки, кои што после тоа ги регрутираш за да работат у Дубај. Као масажерки, фитнес тренерки. Пошто нели тамо не знаат за фитнес у Дубај. Нема тамо тренери. Па овие нашиве од Македонија да добијат фитнес тренери. И масажерки. Па тоа ќе го нема, ама па затоа тамо пак има, кај што ќе отиде. Знаете па, не е само на Косово дека може, пример, да избега. Или у Албанија. Какви има екзотични дестинации кај што за известна сума на пари ќе те остава да им дремеш тука у комшилук, дури вака да гледаш у океанот, да те служат млади црнци со смоквини листови напред, коктели да те служат. Знам сега смоквини листови, уши од слон, знаени, пошто покрие убаво тоа, кај младиве црнци.
Тоа е имбецилно до гениалност. И после се чудиме сите зашо овие дуи СДС, зашо избегнуваат да гласаат за интерпелација на судски советната. Еве зашто. Еве зашто. Гледате све што е напикано тамо. Абе јебеш демократија. Шо кој мој се колнете у таа демократија да ја мочемо керамиди ја као папата. Откао ќе влијам на него да се измочи од керамидите горе. Која бре демократија? Овде нема да има држава дека не да е некој дека со меч дека не пресече речот сега денес ќе биде вака. Не можеш, демократија ти е дефиниција за тоа што е убавата фраза демократија, зборот, позади таа кулиса има само лудило и анархија, владење на поглупавите, владење на лошите. Какистократија имале таков зборовие стариве антички хелени, грци. Какистократија, владење на најлошите. И кога најлоши владеат, кои ќе напикаат у судски совет, тоа што ќе напикаат, го имате ова денес. СДС и ДУИ не гласаат за интерпелација на судски совет, суди тамо, вамо, за да се излуфтира тој дел од судската власт, за да може да профункционира, за да не делува таа власт имбецилно до гениалност. Просто не знаеш дали да се смееш, дали да плачеш. А башка без оргазам си останал. Све е убаво, те напалиле, те нарајцале, готоа си превртел више очи вака наопачки од што ти е убаво и одеднаш пуци за ојме повуци, иде у куќан притвор, не иде у затвор. И свикаш, где вене моја младост? Тоа ти. Исто да кажеме, имбецилно до гениалност е, например, вчера разбрав, луѓе, не сум знаел, жими мајка, вчера и клип ми пуштија, и слики ми пуштија, абе да не го именувам, имало некоја градинка за кучиња има во Скопје, градинки за кучиња. Она кучето кој мало, кој си на работа го носиш у градинка. Сега и добро, што има градинка. Луѓе ќе се смеете, и она вчера прв пат го видов. Значи, за нова година сега, у градинкава за кучиња викнале Дедо Мраз. Им делел подарици на кучињава кој деца во градинка, кој ќе ги земе, па кој ќе му каже, кој му каже, како се викаш, мило дете? Оли, дали ти беше добар оваа година минатава? Да, бев добар. Сега Дедо Мраз ке ти даде едно пакетче. Замислете, исто тоа со кучињава. Како се викаш? Како се викаш, кученце моје мило? Аја! Не, уствари, нема да му каже како се вика. Уствари, на која основа ќе даде подарок Дедо Мраз на кучево? Ако обрача, како се викаш, мило кученце? Дали беше мирно минатава година, дали го слушаше твојата мама, тато, ти нема више собственици на кучиња, газди мама и тато се овие собственици беше, се више, дали ги слушаше мама и тато? Добро, дали ги слушаше? Дали мочкаше надвори, какаше, никогаш не се искака на килимот во дневната соба? Умно си, да не ги искина завесите, мило кученце. Многу си било мирно. Еве ти подарок од мене. Вереќа, тие гранули што смрдат на
лајна со прдеш. Тие Јебо матер, го видов луѓе со своји очи. Крадинка за кучиња, Дедо Мраз го викнале за Нова година. Им дели на кучиња подароци. Имбецилно до гениалност. Сваќате ли зашо многу го сакам таа фраза, многу си ја сакам. Многу е точна. Што се случува со нашава цивилизација? Абе, што е ова? Значи, да не видев и слики, и клипови, ја немаше никад да поверувам, ја не знам да ова колку е отидено, ова колку е отидено, ретардирано околу нас. Јебо матер. Дедо Мраз. Кучева сигурно знае кој е Дедо Мраз. Не само што знае, него со душа го чека. Еден месец пред да дојде Дедо Мраз, прашува, а кога ќе биде Нова година? А Дедо Мраз што да ма... Ајде да направиме список Дедо Мраз што да ми остави по поделката. Ич не сме добри. Ич. Ја тогаш која отпеав у аптеката на таа мачката болви што и фатила, кога запеав, кога почна да плаче, бараше диазепами да се смири мачката болви, кога запеав векови, сите сме на лекови. Луѓе, овде да пуштат одред, не бе одред, дивизија психијатри треба ни издржава, инвазија од психијатри, да фатат секој човек поединечно да го седнат на муавет. Ја мислам дека 90% од населението одма ќе му пишат терапија. Одма, и тоа доживотна терапија. Не е имбецилно до гениалност, не знам како да ви кажам. Исто да кажеме, знаете што е имбецилно до гениалност? Кога се понашаш, кога цел живот си на туѓа цицка, цицаш, добро се, не мора да е цицка, битно цицаш од нешо, и кога детнаш ке ти текне, дека не си цицач уствари. Дека ти можеш сам. Еве, тоа ви е примеров се со Европска унија. Замислете бивша премиерка на Германија, пак почна да сере за некој обединување на Унијата, дека моментот било да се обединат, па што секако Рогов ја вреќа тамо. Оти исто како и Трамп, Путин бил европскиот Трамп и он го пореметил финиот, елегантен, господски повоен поредок на Европа. Путин го уништил. Пошто они многу фино живееле после Втора светска војна, мислам, тој повоен поредок бил топ. Али само Путин дошло време кога им се мочал на поредоков. Демек Америка више не им треба, сега сами можат. И што се случи? Исто имбецилно до гениалност, оно што владее со Украина, после она бришење под што го доживеа у Белата куќа од Трамп и Венс, отиде у Британија, отиде се најде со овие од Европската унија бюрокративе, се врати назад и ја нападна Москва жестоко со дронови. И тоа е исто имбецилно до гениалност. Фактички, тој тип, после тоа што го доживеа со Трамп, фактички му рече на Трамп, не, му се измоча на уста и му рече fuck off.
има појаки момци од тебе, се викаат Европска Унија, и јас сега играм со нив, а они ми викаат да продолжам да се тепам со Путин. Имбецилно до гениалност. А овие па другиве, исто што се имбецилни до гениалност, се собраа сега, прават муабет да зголемеле 2%, било малку за вооружување, да дадат, не знам, 5%, за да може да ги прошират своите, зголемат енормно своите потенцијали, да развиваат нуклеарно оружје, да го прошируваат тој нуклеарен чадор, веројатно до границите на Москва. Тоа е имбецилно до гениалност. Оти Путин, инвазијата на Украина ја почна токму поради тоа. Ветивте, уште пред 30 години нема да има проширување на НАТО. Уште 96-та почнавте да го проширувате НАТО. Со Украина сакавте да ми дојдете до границите. Буквално до границата со Русија. Од каде што една ракета од тој дел на Украина може да стигне за 4 минути до Москва. Тоа беше поводот, главната причина Путин да влезе со војска во Украина. Капката што ја прели чашата. И сега овие имаат идеја да прошируваат нуклеарниот чадор на тлото на цела Европа, практично до Русија. Шо мислите, шо ќе ви се деси, бе? Сега овој будала, сите го нарекуваат будала Трамп, а тој кутриот само бизнис ориентите, си рече, па зашто ствари бизнисов ќе трпи, зашто да има војна у светов, дај нека нема војна, ја ќе си пружам рака со Путин. И таман се спремни да си пружат рака овие главниве играчи у светов, се најдоа овие имбециливе да ставаат на коцка безбедноста и мирот у светот, пред се во една Европа. А им кажат дечково од вама, што уште не го сваќаат, замислете. Да, они сега го сваќаат сериозно после оно што го направи Украина. Ама проблем е што уште имаат високо мислење за себе. Дека можат дека можат да го победат Путин. А допрва треба да развиваат оружје, да разбирате. И нормално сега никој не знае каква ќе биде одмаздата на Путин. После она за вчерашно мавање на Москва жестоко со преку 300-400 дрона. А знаете, Владимир Владимирович кој ќе каже ќе се одмаздам, тоа не го збори у ветар, тоа више на сите јасно ви. Него е проблем што се збори за начинот како ќе се одмаздат. 90 кусур проценти од, сега не знам тоа дали е јавност, но што го гледам, што дебатираат по емисии во Русија, се за употреба на Орешник, суперсоничната балистичка ракета. Која што нема нуклеарни боеви глави, но е неколку пати позастрашувачка, поопасна од било која конвенционална ракета. Нормално, таа може да се пренамени да биде нуклеарна, но не е нуклеарна. Но е невозможно да се пресретне. 10,5 маха брзина. Кај сака мава у база ја прави партал, у една војна база, кај сакате најголема, кај е? Рамштајн, појма нема. Ја сравнува со земја. Тоа е имбецилно до гениалност. Но, што да се прави? Затоа мора да излеземе од таа состојба на имбецилност што побрзо. Оти многу висока цена ќе платиме. Не само ние, со овие работи што ги зборам, што се више смешни за гледање,
крадеш стотици милиони евра и идеш у домашен притвор. Со домашните бе, тука си дома. Нема везе. Пак си ги тераш бизнисите од дома, пак ова, пак. Све е супер, само што не можеш да шеташ на кафе, не можеш да седнеш негде вака и на овако. И по хотели бе, скупи или не едам тамо со курвици вама тамо. Иначе све е исто. У меѓувреме тие 4 месеци, колку 3 месеци, колку ќе бидеш у притвор, се гледаш со луѓе, си влијаеш на сведоци, дај овдека, дај му на тој посредници праќаш, дај ова малце нека смени тука, дај ова запи, дај ова, дај ова, и после ќе искочи нешто погрешно, овај грешка у тоа водење на судската постапка, вештачење не направено на време, ова, она, жалба од бранителот, нема пресуда. А за тоа не е крива полицијата. Полицијата си собрала докази. За тоа се кривите тамо, што овие од СДС си дуи некјат да гласаат за нивна интерпелација. Пошто се нивни, пошто се тамо стајани за вакве ситуации. Да се понашаат имбецилно до гениалност, за да ги одбранат да ни дадат од чорка. Не можам више да зборам. И ако имате домашно милениче, а сте зафатени или на работа, дајте го во градинка за кучиња. Тамо сигурно ќе дојдете до мраз и ќе му дадете едно пакетче.